има збор господја Ласовска Благица. Поред. Благодарам, председателен, почитувани представници на владата, почитувани колеги. Предлог законот за прекршоци по кој што денес расправаме ги содржи општите услови за пропишување на прекршоците и прекршочни санкции, општите услови за утврдување на прекршочната одговорност, за изрекување и извршување на прекршочните санкции и се пропишува прекршочна постапка што ја водат судовите, односно прекршочните органи, забрзани прекршочни постапки и основање на Државна комисија за одлучување по втор степен во областа на инспекцијскиот надзор и прекршочната постапка. Со овој предлог закон ќе се исполнат предизборните ветувања за нивелација на казните, како што спомна и колешката Светлана, согласно економската моќ на субјектите. Овие ветувања се дел од програмата на ВМРО-ДПМН и јас со задоволство ќе ги поддржам. Почитувани колеги, во изборната единица од која што доаѓам, изборната единица 3 и од градот од кој што доаѓам, од Свети Николе, овие законски олеснувања ќе бидат прифатени со воодушевување, со посебен акцент на оние мои сограѓани кои што имаат мали дуќани, бутици, колонијали со 1 до 2 тројца вработени. Оваа мерка за нив ќе представува едно големо олеснување од причини што нема да размислуваат како и на кој начин ќе ја платат изречената казна за одреден прекршок и дали истата ќе можат да ја платат. Голем дел од нив веќе неколку години упатуваат апели за промена на висината на казната за сторените прекршоци, а неретки беа и случаите кога велеа дека оваа фела ќе кажеше не можам да ја платам казната, ќе го затворам дуќанот. Сега, со овие измени во законот, се предвидуваат значително помали казни врз основа на критериумите: вкупен приход остварен во претходната фискална година, просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на претходниот месец и претходно поведение на сторителот. Овие измени, строчени во овој предлог закон, јас би ги нарекла гласот на народот. А тој глас, ВМРО-ДПМН и коалицијата, оваа влада, докажува во континуитет дека го слуша, анализира и се што му создава реална мака на граѓанинот, создава услови, креира политики да помогне и да го олесне секојдневниот живот на граѓаните. Во овој случај ќе се подобри бизнис климата, особено на онаа категорија на ситни стопанственици кои се најмногу бројни и убедена сум дека се најзасегнати. Нам како пратеници, особено значајно ни е законот кој ќе го донесеме во овој законодавен дом, да биде применлив во пракса, но и да има позитивен фидбек кај граѓаните. Со оваа мерка во овој закон дефинитивно ќе го постигнеме тој позитивен фидбек. Овој е еден од низата закони кои што се на дневен ред на оваа седница, кои се дел од програмата на ВМРО-ДПМН и коалицијата и со кои покажуваме дека има разлика во концепти и програми, има разлика во пристапот, има разлика во ветеното и стореното, има разлика и таа разлика е многу очигледна. Ви благодарам. Благодарам.